Пак замина сонцето уште на едно лето и сега е веќе само топло сеќавање што останало некаде крај водите, за да запише уште една сказна. Ја нема веќе вревата во детските одморалишта, ги нема оние безгрижни денови на летото што речино заминаа кон пределите што сега личат само на сон. Пак се врати детската врева во селата и градовите, за да ги прераскажува доживувањата на летото, но и да започне една 9-месечна битка со учењето. Зашто еден глас што секојдневно ќе звони од септември до јуни, веќе повикува за почеток на битката. Нека биде среќен почетокот на новата учебна година. Вратите на училиштата се широко отворени. Така ќе биде од првиот ден на септември па се до 10-тиот на јуни. Пак ќе има најразлични оценки во дневниците. Пак ќе се случуваат згоди и незгоди во клупите. Но едно е сигурно. Во новата учебна година секој посакува многу да научи да знае, а кој колку ќе истрае во желбата ќе се види на крајот. А тоа е далеку, но не значи дека нема и набргу да дојде. Затоа битката навреме да ја започнеме. Оној што верува во победа, тој може и да стигне до победата. Штом ќе започне учебната година и книжарниците се со широко отворени врати. Зашто потребите на ученикот се секојдневни, а книжарниците ќе се погрижат да набават се што е потребно за една ученичка чанта. Ако нешто недостига во првата книжарница, тогаш во втората, па третата, но што е најважно, бараниот предмет или реквизит да се пронајде. Веднаш, уште првите денови на почетокот од новата учебна година и продавниците оживуваат. Насекаде како да започнува еден нов живот, весел и забрзан, но секојдневен и познат. Што побарале децата во продавниците? Сонцето се уште пече и рано е за есенска гардероба. А може би нешто друго ги интересира? Најпосле, деца како деца. Желби колку да сакаш. Веќе видовте. Сакаат да си набават нови кецели за училиште, работна ученичка облека. А зошто ланските не ги носат? Па деца се тоа, брзо растат и преку летото веќе е одраснале минатогодишната облека. Родителите како да сакаат уште веднаш да му ја исполнат желбата на своето дете. А кои се попребирни? Се знае, девојчињата. Тоа го покажува и огледалото во продавницата, но на сите нека им биде по волјата. Време е веќе да се биде над учебниците. Време е да се почне со учењето. Ако навреме и се пристапи на материјата, тогаш и успехот нема да изостане. Секојдневната средба со учебниците само ќе придонесе за остварување на желбите во текот на учебната година. А штом учебниците се секојдневна придружба на ученикот, дали некогаш сте се запрашале кој ги подготвува учебниците? Како изгледа еден автор што создава учебници? Овој пат љубопитната камера посака и тоа да ви го открие.
Веќе сме во работната соба на Војо Велјановски, чие име може да се сретне на 14 учебници од оние за најмала, па се до најголема возраст. Тој работи како наставник по македонски јазик во основното училиште Климент Охридски во Скопје и е омилен не само кај своите ученици, туку кај сите што го познаваат. За досегашниот труд како просветен работник добивал повеќе признанија и награди, а со своите учебници придонесол полесно да ја совладувате материјата во наставата. Тој наоѓа време да ги одржи часовите во училиште, да се сретне и да се пошегува со пријателите, но и да размислува за нови учебници. Војо Велјановски е сосем обичен човек, еден од оние што секојдневно можат да се сретнат во автобусите, во училиште, на улица. Учебникот е секојдневност во ученичките чанти. Кажете ни како се раѓа еден учебник? Јас познавам само еден пат до создавањето на учебникот. Тоа е редовниот конкурс што секоја година го распишува просветно дело. На тие конкурси имаат право на учество сите жители на нашата татковина, а се разбира, се избира најубавиот, најквалитетниот учебник. Интересно е учениците да дознаат со кои тешкоти се судира еден автор при создавањето на учебникот. Бројни се тешкотиите со кои се судира еден автор при подготвувањето на учебник. Пред се, тие тешкоти зависат од природата на учебникот, зашто едни се околностите при создавањето на граматика, а други се околностите при создавањето на читанка, работна тетрадка и слично. Во секој случај, создавањето на учебникот е макотрпна работа и бара извонредни напори од секој автор. Така, например, ако авторот се зафати со создавање на читанка, тој мора да води сметка најмногу за изборот на текстовите. Текстовите мора да одговараат на возраста на учениците, на нивните психичка подготвеност, како и тоа да нудат идејно воспитна вредност. Освен овие околности, има и ред други од различна природа за кои авторот е должен да се грижи при творењето на учебникот. Какви награди и признанија досега сте добивале за вашиот труд, за вашата работа над учебниците? Како долгогодишен наставник, во прв план ме интересирало како ќе помогнам со својот труд на ученикот и колку мојот учебник ќе биде прифатен од нивна страна како и од страна на колегите. Тоа е најголемата награда за мене ако учениците и колегите кои изведуваат настава бидат задоволни од моите учебници. Меѓу нас има и тројца ученици, Сашо, Менка и Мира. Тие имаат интересни прашања за Војо Велјановски. Најпрво да го чуеме прашањето на Сашо. Половината од вашите учебници се граматики. Граматика за трето одделение, четврто, пето, шесто и осмо. Каде го стегнавте знаењето од граматиката? Материјата од граматика постојано го привлекувала моето внимание и од секогаш сум имал солидни познавања од оваа област. Меѓутоа, во животот сепак морам да одбележам три најголеми учители. За моја среќа, случајот сакаше професор да ми биде Круме Кепески, еден од основачите на граматиката во нашата република, и слободно изјавувам дека основите тој ми ги постави. Подоцна шетав низ делата на Блаже Конески од оваа област и ги надополнив своите познавања. Сепак, најголем и најнеисцрпен извор за стекнување на знаењата од областа на граматиката од секогаш ми биле учениците. Нивното присуство и работата со нив е регулатор за мене колку и во кои рамки треба да ги поставам содржините што ги опфаќам во учебниците. Кое е твоето прашање, Менка? Знаеме дека имате издадено повеќе од 10 учебници. Каде треба да се бараат почетоците на вашата работа на учебникарството? Почетоците на мојата работа на полето на учебникарството треба да ги бараме во 1964 година. Во тоа време бев просветен работник во едно од најоддалечените села
во Прилепско, што се наоѓа на самата граница на Грција. Еден ден во весникот Нова Македонија сретнав анонимен конкурс на кој се бараше од страна на просветно дело да се подготви учебник поуки за јазикот за 5-то одделение. Сакав да направам обид моите знаења стекнати низ практиката да ги преточам во форма на учебник за учениците и тоа што намислив го сторив. Кога резултатите беа објавени во дневниот печат, бев пријатно изненаден што токму мојот ракопис беше определен за најквалитетен во пошироката конкуренција. Најпосле да чуеме што ја интересира и Мира. Бидејќи сум ваша ученичка, познато ми е дека вие сте постојано меѓу нас. Речете ни кога наоѓате време за работа на учебниците? На учебниците работам во слободното време, меѓутоа веднаш сакам да истакнам дека имам голем број соработници кои активно ми помагаат во работата. Во преден план треба да ја одбележам соработката со Косара Гочкова, Даринка Јанушева, Петко Домазетовски, Атанас Кузевски, Драган Мишковски, Димитар Гогушевски, Бранко Коцевски и други соработници со кои заедно ги создаваме учебниците. Најпосле да го оставиме Војо Велјановски да размислува и да создава нови учебници, зашто сепак тој е релативно млад автор и допрва треба да очекува уште поголеми успеси во областа на учебникарството. Веднаш, на почетокот од учебната година, навративме во основното училиште Никола Вапцаров во Скопје и дзирнавме во една од училниците. Поточно го затекнавме едно од 7-те одделенија на час по македонски јазик, а наставничката Љубица Севдинска преку писмената вежба посакала да им ги разбуди на учениците спомените за летото. А љубопитната камера во една од клупите ќе го побара својот соговорник преку првата писмена вежба во новата учебна година. Најпрво те запрашам како се викаш за да им се представиш на гледачите на емисијата Љубопитна камера. Се викам Вангелова Весна. Весна, како го помина летото? Летото го поминав доста убаво и весело. И што очекуваш од новата учебна година? Во новата учебна година ќе стекнам доста нови знаења, исто така очекувам одделението да го завршам со одличен успех. Минатата година беше одлична. Да. Ајде тогаш да ја прочитаме и твојата писмена вежба за летото. На 10 јуни училишното звонче го означи крајот на учебната година. Ги отворија своите полја планините, заплискаа весело езерските бранови, заклокотија реките во очекување да ги закитиме нивните брегови со нашето присуство, да им се придружиме во нивната весела игра и во ткаењето на незаборавни спомени. Решив својот одмор да го поминам крај езеро.